Македонското поднебје се карактеризира со многу специфичности, што се препознатливи во поширокиот регион, па и во повеќе далечни земји. Една од поважните специфичности е што на македонската почва можат да се одгледуваат и да се произведуваат стотина видови земјоделски растенија и производи, што не е случај во многу други светски земји. Но убедени сме дека нашава земја, нашево поднебје, нашиот менталитет во светот се препознаваат најмногу по богатото изворно фолклорно богатство. Звукот на кавалот, одекот на тапанот и зурлата, милозливата песна, раскошното оро, изгледа дека представуваат белег на сите меридијани во светот. Нема пејачи, свирачи, културно-уметнички друштва, што барем еднаш не ја презентирале нашата фолклорна ризница надвор од својата граница, што не ги плениле срцата и душата на многобројните љубители на македонското оро и песна. Се разбира, меѓу сите тие презентери на македонскиот фолклор, има и такви кои со својот талент и способноста одскокнуваат од многумина. Името на Пеце Атанасовски надалеку е познато. Тој својот талент и знаење ги пренесувал на многу генерации во родната Македонија и во многу други земји во светот. Исто така Тале Огненовски стана ненадменлив кларинетист. Вакви мајстори има уште многу, но има еден таков афирматор на македонскиот фолклор кој не може и не треба да го заборавиме. Веќе погодувате, станува збор за виртуозот на кавалот и гајдата, талентираниот, признат и можне успешен инструменталист на повеќе музички инструменти Ангеле Димовски. За него сте чуле, сте го слушале и сте го гледале, но овој пат ќе се обидеме освен неговото музичко творештво, да го представиме и неговото музичко семејство.
Јас сум Ангеле Димовски, роден 1948 година во село Зелениково, каде што еве и денес постојано тука живеам со мојата фамилија. Кај нас од секогаш било традиција да се свират овие изворни инструменти, кои што навистина морам да признавам од срце и од душа ги сакам. И затоа јас во моментите кога на програмите на Радио Скопје одеше емисијата Македонски фолклорен мозаик, се занесов и се заљубив токму во овој инструмент кавалот, кој што секогаш таа емисија ја пуштава во 18:15 часот под наслов Македонски фолклорен мозаик. Јас просто се топев кога ја слушав таа музика, тие звуци на кавалот. Затоа татко ми го прашав што е овој инструмент што толку убаво ми звучи, бидејќи го нема видено кавалот до тогаш. Тогаш тој ми кажа дека е тоа кавал. И му реков дека тој инструмент сакам да го имам и да го вежбам, да го свирам. Меѓутоа, бидејќи во Зелениково живееме, тогаш се работеше тутун и јас овој инструмент морав да го заработам со труд. И така го заработив кавалот со труд. Татко ми еден ден ми го донесе кавалот кој што прв пат врат се го фатив и не знаев од радост што да работам со него. Меѓутоа, бидејќи уште како помал си дувкав со едни шупелки таму и од сламки, од трски си правевме свирки, така да ми беше тешко тој почеток да го дувам во кавалот. Постојано вежбав со него, работев. Меѓутоа морам да признавам дека најповеќе ми помогна за вежбање на кавалот мајка ми Алтана, која што прекрасно ги исполнуваше овие изворни песни, така да она пеејќи мене ме влечеше уште побаво да ги свирам тие мелодии со кавалот. Потоа, бидејќи мојот брат не е многу поназад од мене, 2 години сме разлика, брат ми Јованче исто и тој беше многу мераклија за песната. Заедно во соработка со брат ми, јас со кавалот, тој со песната, на многу лесен и едноставен начин ги вежбаме сите овие изборни песни и ора. По завршување на 8-то деление јас учев економско училиште. Меѓутоа кавалот секогаш ми беше придружник. Јас не го оставив кавалот во ниеден момент. Така да 1967 и 68 година го завршив економското училиште. По завршувањето на економското училиште, можам да кажам еден месец поработев малку како економиста, меѓутоа веднаш имаше конкурс, аудиција, Радио Скопје распиша тогаш аудиција за свирење на кавал. Јас на таа аудиција се јавив, на која што бев и примен 1968 година. Се сеќавам тогаш во таа комисија беше Благој Ивановски, познатиот музиколог Живко Фирфов, кој што можам да кажам дека и е родител за формирање на овој оркестар од народни инструменти, кој што на една страна ги извоил кавалот, гајдата, тамбурата и зурлата, а чалгиите посебно. 68 година кога дојдов за прв пат во Радио Скопје, во оркестарот на народни инструменти, кој што е уникатен во нашава земја, беше право задоволство да се свири. И тогаш ги сретнав и постарите колеги кои што претходно пред мене свиреле на овие изворни инструменти. Така беше тој мој прв почеток за свирење на овој инструмент на кавалот, кој што претходно кажав, кој што го заработив со труд, еве може тоа и да го забележите. Ова кавалче беше првото кој што со труд го заработи, меѓутоа сега е скршено во еден момент од моје невнимание. Јас си го скршив кавалот, за кој што доста плачев, меѓутоа еден наш претходник кој што свирел многу поодамна на овој инструмент кавалот и бил доста познат. Тој Алџија, мајка ми рече оди, тој е наш роднина, ќе одиш кај него, ќе ти го оспособи за свирење. Отидов таму, тој со едно црево обично го навлече и дупките ги разврте со ношче, со жилече, го оспособи кавалот, така јас си свирев со кавалот и си вежбав.
Кога дојдов во Радио Скопје првиот пат, мојот прв снимак што беше со задоволство што треперев да го освирав, беше една кавалска импровизација. Еве сега малку да ја слушнете, али сега во придружба на моите два сина Гоце и Орце, бидејќи тогаш можеби не беа ни родени. Сега еве малку да изсвириме истата, ако може. Ето, отприлика овака беше таа кавалска импровизација, а потоа ред по ред се нижа ред езги, кавалски и ора. Значи се редеа безброј снимци, импровизација кавалски, ора, се редеа безброј плејада на пејачи, кај што требаше јас да ги придружувам со мојот кавал и тоа беше сторено. По сето ова, афирмацијата моја како почна. Па самиот кавал мене ме дофеде до мојата афирмација. Слушајќи го слушателите мојот кавал и композитори, да речам, одредени лица кои што беа компетентни за да оценат оваа кавалска музика, самите ме поборуваа да придружувам некои пејачи на тие фестивали кои што се одржуваа во земјата и надвор. Еве ќе избројам неколку во Републиката, кај што еве за прв пат настапивме на балканските фестивали што се држуваат во Охрид, во Битола на Илидински денови. Потоа надвор една прва моја турнеја што беше со едно културно-уметничко друштво, каде што со нас беше и познатиот музиколог Живко Фирфов и Пеца Танасовски Гајдаджијата. Тоа беше и далечната 1971 година во Холандија, во Амстердам и ред други градови. Навистина беше тоа право доживување за мене во тие народни носи да се свири, овие да се свират народни инструменти, колку беше големо тоа интересирање. По сета оваа моја афирмација почнаа луѓе да се ми се јавуваат и од странство за изучување на овие инструменти и за патување таму, за одржување на концерти, за училиште, за такви инструменти. Сакам да кажам, меѓу мои сите ученици кои што според мене најдобро од странство го научија да го овој инструмент, една особа е Джуди Елисон од Америка, од Сијатл. При свирење во живо така на еден
семинар во Тешево, таа имаше прилика да ме види и да ме запозна и да ме слушне со кавалот. И изрази желба да дојде кај мене во Зеленико да ја учам со тој инструмент. Јас го прифатив тоа. 3 години ја учев Джуди Елисон и таа на универзитет ги положи тие езги за кава. Да кажам дека не само од Америка, имаше од Јапонија, од Италија, Франција, Шпанија и ред други европски земји кои што изразува желба да се учат на овој инструмент. Се разбира, музичкиот пат на Ангеле Димовски бил мощно брз и плоден. Тој имал големо разбирање и од своето семејство. Може би тоа се должи и на неговиот придонес музиката длабоко да влезе во срцето и во душата кај сите членови на семејството. За мене беше најголемо задоволство да ги учам нашите овдека во Македонија. Во далечното време немаше таква прилика и некое разбирање толку големо, за да можеме да отвориме училиште за овие изворни инструменти. Затоа се помирив со тоа јас таа традиција да си ја пренесам во моето семејство, каде што еве и ден денес се негуваат овие изворни инструменти: кавалот, гајдата, тамбурата, зурлата и тапаните. Значи прво почнавме јас и брат ми, потоа брат ми еве кој што е задолжен за песната и понекогаш за ударните инструменти. Еден кавал не значи ништо. Јас со песната бев вториот кавал. Откако јас и мојот брат се осетивме способни, тој за свирење, јас посебно за пеење, му предложив јас да отидам во тогашната радио-телевизија и да ги направам првите почетоци. Првите почетоци беа во македонската телевизија и првите снимки што ги направив, јас по себе мислам дека беа доста успешни. Долгогодишната работа со мојот брат, долгогодишната работа потоа со разни друштва во Македонија, јас како солист успеав да прошетам и да го запознавам, да запознавам не само Европа, туку и светот. А мојата сопруга Трајанка Димовска задолжена е во оркестарот Шарен Кавал за песната и да се грижи околу народните носи. Јас како естраден уметник, за разлика од другите естрадни уметници, го запознав мојот сопруг уште од 72-та година, тој како професионално вработен, јас тогаш се пријавив на аудиција. Беше одлична соработката, направивме многу успешни снимки. Друга разлика е што јас, мојот сопруг, го освоив да биде како доживотен партнер и како музичар. И драго ми е што оформивме едно семејство. Навистина ја сакаат сите изворната музика. И се надевам понатака, имам иден план за снимање една добра касета со овие изворни инструменти. Посакувам и другите од страна да ја негуваат оваа изворна музика како културна дејност на Македонија. Тука е и мојата ќерка Билјана Димовска, која што е задолжена за инструментот хармоника и околу песните. Како што кажа татко ми, јас сум еден од членовите на овој оркестар. Во него членувам уште од мали нозе, најнапред со песната, а потоа и со хармониката. Секојдневно растев со музиката, ја чувствував истата длабоко во себе и сметав дека треба да изразам најдобро преку некој од инструментите. Се надевам дека оваа традиција ќе продолжи и понатаму, односно дека ќе се пренесува од колено на колено, дека и нашите деца ќе ја прифатат оваа изворна музика. Потоа синот мој, постариот Гоце Димовски, он е задолжен за кавалот, гајдата, тамбурата и по потреба и за ударните инструменти. Па прво би сакал да се заблагодарам на мојот татко што успеа да не упати, мислам, кон овие инструменти да ги изучуваме, негуваме
и понатаму исто така и ние да пренесуваме ова музика на помладите генерации. Јас почнав уште на 7-та година да го изучувам кавалот, како прво, потоа ударните инструменти, гајдата, тамбурата и останати инструменти. Па се до ден денес редовно работам, вежбам и мислам дека и понатаму ќе продолжам. Исто така би спомнал дека сега професионално работам во Македонската радиотелевизија во оркестарот на народни инструменти како гајдаџија. Особено сакам да кажам за Орце, кој што е најзаслужен во оркестарот Шарен Кавал. Он е задолжен за тапанот и тарабуката, да не придружува. И особено при неговата придружба доаѓа до израз овој оркестар Шарен Кавал, кој што сега еве Орце и вежба и на кавал. Бидејќи во оркестарот се свират народни инструменти, не можев да останам рамнодушен. Јас земав инструмент, тоа се тапанот и тарабуката. Сета моја афирмација, јас ја стекнав со оркестарот на народни инструменти. Поточно во придружба на оркестарот на народни инструменти, што особено морам да нагласам дека овој оркестар на народни инструменти е и единствен во нашава земја за афирмација на овој изворен фолклор. По оваа сета афирмација следеа ред фестивали како во земјата, така и надвор. Па можам да ги избавам некои вака побитни во земјата. Тоа се Валандово, фестивалот во Валандово, на кој што еве јас учествував таму со кавалот на песната Бисер Балкански во изведба на Гоце Николовски, што знам дека доста добро им е позната на публиката. Потоа Тетовски филиграни, каде што тука настапивме еве со познатиот пејач Војо Стојановски и ред други фестивали. Надвор, еве најзабележителни, можам да спомнам една турнеја која што имавме во Аустралија со познатата пејачка Васка Илиева на овие изворни песни.
Потоа во Европа можам да спомнам со мојот состав Шарен Кавал, имаме гостувано во Турција, имаме во Бугарија гостувано, имаме гостувано во Германија, каде што свирелне и семинар државне за овие изворни инструменти, а слободното време го користиме за забави по клубовите меѓу нашите македонци. Сакам да кажам дека за сето мое членување во оркестарот на народни инструменти при Македонската радио и телевизија, за слободно можам да кажам за 3 децении членување во оркестарот, имав голема соработка со огромен број на плејада познати пејачи, меѓу кои не можам да не го спомнам на мојот драг пријател Војо Стојановски, на вистина драг пријател и по линија приватна, по одговорувањето, а најповеќе по музиката. Зошто токму сакаш јас лично со Кавалот да бидам со свирката присатен во твоите изворни прекрасни песни? Па, види, Ангеле, изворната песна е карактеристична, мислам, има едно свое карактеристично пеење и таа по мое, ова е мое мислење, дека може да ја пее само оној кој на вистина ја познал. Исто така и Кавалот. Јас не случајно додов да те побарам те во Зелениково и Кавалот, имам кавалџи случајно. Свират, имат кавалин из Македонија полно, меѓутоа секој си има своја душа. Ја мислам дека гласот, звукот и бојата кој излегува од Кавалот, мислам е најблиско до тоа вистинското, изврното ме плени. Еве, Војче, сега сакам да искористам оваа можност, бидејќи те поканив како гостин во оваа моја емисија, и да се подсетиме и да го заокружиме сето оно што го кажуваме со една песна најуспешна на Тетловските филиграни. Беше името на песната, Војче? Со задоволство ќе испееме Староградска, иако без брат Бебилјан. Добре. Оркестарот на вистина би бил празен ако нема кавал, ако нема гајда. Поготоа кавалите. Кавалите, не знам, моите претежно песми, кој што реков ја, без кавал вистина се бедни. Мислам, не се квалитетни. Затоа многу допринесува кавалот во оркестарот. Како
како да ви кажам, како најглавен, како што е виолината, например, за оркестарот и армониката, така е кавала за оркестар, народни инструменти. И ви реков, кавали специјално има, Ангеле, за мојот глас. И ја кога сум пеела со Миле Коларов, имаше исто специјално кавали, тие се, што знам, поголеми, подолги. Така и, Ангеле, го молим те, Ангеле, кој ќе пеам ја такви песми изворни, како, например, Невен пео, имала мајка, Грозен Ѓорѓија таа. Па, зајди, море јасно сонце, една многу убава песма од мајка ми таа. И кога имав ја мојата слика, мојата песма, не може да замислам ја да не биде Ангеле. И така бева и они, мислам, целиот оркестар, народни инструменти и кавали, посебно кавали, што пеев ја тие изворни песми. Сакам да ви кажам дека дај Боже да се родат многу како Ангеле и да нашата песма изворна да не згасне. Ангеле Димовски, првата средба моја беше некаде пред 20 години со него и со неговиот кавал. И од таа средба во истиот момент се јави желба да почнем да го свирам тој инструмент. Купив кавали и го замолив Ангеле да ме подучи како да свирам. Ја до ден денеска не научив да свирам кавали. Меѓутоа, важна е она импресија од тој негов кавал сам по себе има многу специфичен звук, меѓутоа поготово тонот на Ангеле. И тој набој од импресија, како да кажам, јас не станав кавалџи, али напишав една композиција за него која нареков на минијатура за нашки кавал, која е 15 години се уште е актуелна. Иначе, она што мене како слика за Ангеле ми е, тоа е типичен народен музички раскажувач. Оние луѓе што викаат источњаците ја пренесуваат мудроста со ќутење. Тоа го почувствував во оној момент кога тој ме учеше да свирам. Начинот на учење беше како учител седи до ученикот и ништо не му кажува, него по некој друг астрален пат го учи како да свири. Веројатно Ангеле од своите предци така свири и до денеска така продолжува да свири. Има една мисла која вика, често пати размислував што би било кога Ангеле би бил академски музичар, кога би се наобразувал со сите и кога би се наоружал со сето тоа знаење. Веројатно не би било на што е сега. И тоа ме врзува за една убава таоистичка мисла која вика дека со учењето човекот го збогатува своето знаење, меѓутоа се оттуѓува и оддалечува од скриената суштина на своето битие. Поради тоа што секој се труди да го научи она што не го знае, а не се обидува да го разбуди она што го знае. Ангеле е оној што го разбудил она што го знае. Ние како деца кога почнавме заедно, ние сме најстарите во оркестрот сега. Не делеше само една ноќ, што се кај една вечер. Другарувавме со инструментите ден и ноќ. Свиревме и тоа е што денеска ние го постигнавме тој успех. А што се однесува за кавалот на Ангеле, немам зборови, неговата ецгија кога ќе засвири, мене солзи ми доаѓаат на очи. Што значи? Тајната е во секој инструмент, али ја би рекол дека тајната е многу повеќе кај музичарот, а тоа го поседува Ангеле Димовски, кој со својата што викаме ние Божја дарба, ја поседува. Како секој голем уметник, во исто време Димовски е и специфичен.
Јарко препознатлива е неговата изворено облагородена кавалска звучна аура. Посебен е и по начинот на кој уметнички, творечки, мајсторски импровизира. Уметноста на Ангеле Димовски има инспирирано и редица наши композитори за создавање на впечатливи дела. Како пример ќе ги спомнам Илија Пеовски и Кокан Димошевски. Посебно радува желбата на Димовски сега, кога е во полна мајсторска, полна уметничка зрелост, што посакал да почне да ги преточува таинствата на нашата брилијантна традиционална инструментална школа во срцата, во душите, во духот на младите и најмладите идни мајстори. Убеден сум дека тоа ќе го прави токму во стилот верно на оригиналот. Дека се работи за музички прекален влюбеник во изворниот мелос, а освен тоа и за стручен музичар, во тоа и ние се уверивме. Ако Пеќа Атанасовски оспособил и ако привлекол голем број влюбеници, и ако ги натерал да ја засакаат гајдата, Ангеле Димовски направил исто, но со кавалот, гајдата и со многу други народни музички инструменти, што го карактеризираат нашето музичко поднебје. Ова е музичкото училиште кое неодамна го оформивме, го отворивме во заедничка соработка со музичката младина на Скопје. Јас сум многу благодарен што еве најдовне разбирање за отварање на едно вакво училиште за изучување на музичките инструменти, најпрвен кавалот и гајдата, а потоа во план имаме да вклучиме тамбурата, зурлата и тапанот. Ова училиште еве отворено е, пред се сакам да кажам, бидејќи кај мене постоеше уште отворено желба за отварање на едно вакво училиште, еве дојде тој момент да го отвориме ова и сум пресреќен. Ученици имам доста јавено до сега за овие инструменти и работиме, еве веќе месец и пол работиме и сум презадоволен. Еве моментално ги слушате, еве неколку ученици кои што подолго посетува и мислам дека понатаму со упорна работа ќе постигнеме и ќе дадам јас се од себе за да го пренесам звукот на овој инструмент меѓу помладите. Знаеме дека кавалот е инструмент кој што има голема традиција во македонската изворна музика и во неможност да научам нешто повеќе за него, се обраќав кон некои мои другари кои што знае нешто повеќе за него, но вистинска шанса ми се пружи кога го запознав Чичко Ангеле, така во една случајност кога гледајќи го на телевизија, кажа дека е отворена школа за изворни инструменти. Каде што меѓу другото се учат и гајдата, подоцна ќе се учи тамбура и тапан. И така
и искористив таа шанса, се запишав во школата на Чичко Ангеле Димовски. Се надевам дека ќе научам доста за кавалот и ќе можам да продолжам традицијата на овој доста убав изворен инструмент. Јас се викам Мартин Мицев. Љубовта кон гајдата за мене се роди неодамна, кога за моја среќа се отвори училиште за македонски изворни инструменти, предводено од Чичко Ангеле Димовски и неговиот син Гоце. Како што знаеме, Чичко Ангеле Димовски своите ученици ги учи на кавал, а Гоце Димовски, кој е мој и нариста наставник, ги се учат на гајда. Не се сомневаме дека овие влюбеници во музичките инструменти кои ги изучуваат убавините и мелодиите што ја карактеризираат македонската фолклористика, ќе бидат стручно оспособени од музичкиот педагог Ангеле Димовски, признат не само во родната Македонија, туку и надвор од неа. Тие се продолжувачи на неговото дело и заедно со помладите членови од неговото семејство, надалеку ќе го афирмираат и ќе го потврдуваат богатиот македонски мелос и воопшто македонскиот фолклор. На тој начин повеќе ќе се чуе за Македонија и за македонскиот народ.